Добро вечер. Го следите централниот дневник на регионалната К1. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Денеска почнува изборната кампања за предвремените парламентарни избори на 5 јуни. Центарот за развој на Вардарски плански регион инфраструктурно ќе уредува 2 индустријски зони во Велес и Неготино. Во општина Росоман ќе се градат нови тротоари и ќе се зголемува безбедноста во сообраќајот. Од ноќеска на полноќ бензините поевтинуваат за половина динар. Денеска почнува изборната кампања за предвремените парламентарни избори на 5 јуни. Според законската регулативна изборна кампања ќе трае до 3 јуни на полноќ. Денеска почнува изборната кампања за предвремените парламентарни избори закажани за на 5 јуни. Според законската регулатива, изборната кампања ќе трае до 3 јуни на полноќ. Потоа имаме изборен молк и чинот на гласање. Како што стои во роковникот на ДИК, изборната кампања овозможува учесниците на изборите да организираат јавно собирање, истакнување на плакати, изборно медиумско представување, дистрибуција на печатени материјали, јавно представување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми. Државната изборна комисија за учество на изборите на 5 јуни ја потврди само кандидатската листа на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери. Кандидатските листи поднесени од Народното движење за Македонија поради констатирани неправилности, ДИК донесе одлука да ги отфрли. Исто така ДИК ги отфрли кандидатските листи на Социјалдемократската партија на Македонија по барање на партијата. Центарот за развој на Вардарски плански регион инфраструктурно ќе уредува 2 индустријски зони во Велес и Неготино, а во општина Росоман ќе се градат нови тротоари и ќе се зголемува безбедноста во сообраќајот. Центарот за развој на Вардарски плански регион ќе реализира 3 инфраструктурни проекти во општините Велес, Неготино и Росоман. Од Центарот информираат дека се обезбедени нешто повеќе од 24 милиони денари за реализација на градежните активности. Еден од проектите е инфраструктурно уредување на индустријската зона Караслари. Ќе се асфалтира централната улица, која што ќе ја користат и мештаните од селото. Се работи за асфалтирање на главната улица во индустријската зона Каласлари, која што ќе има исклучоци за сите оние што ги купија плацовите претходно, односно индустријски плацови, каде што веќе имаме 2-3 објекта во напредна фаза, едниот веќе функционира, другиот е во завршна фаза, третиот веќе се почнува, одобренијата за градба се издадени и токму овие средства ни фалеа за да ја дозавршиме инфраструктурата со исклучок на осветлувањето кое ќе следи одма после трасирањето и формирањето на патот. Во општина Неготино во целост функционира една индустријска зона во населено место и уште 2 за кои се работи проектната документација. Инфраструктурно ќе се уредува урбаната заедница 8 како прва индустријска зона во населено место. Тоа е индустријска зона во населено место, каде што комплетно со инфраструктура ќе ги опремиме сите 3 улици, значи обезбедиме атмосферска и фекална канализација, патна инфраструктура, исто така и осветлување за истите и планираме сите работи да ги извршиме во период некаде околу 4 месеци. Центарот за развој на Вардарски плански регион во општина Росоман предвидува проект за изградба на нови тротоари и зголемување на безбедноста во сообраќајот. Сумата од 6.351.183 денари кои што добивме ќе помогне на општина Росоман да го дозаврши тротоарот покрај магистралниот пат Градско Прилеп, односно половината веќе во 2014 е завршен, сега ова ни останува да го дозавршиме. Исто така ќе бидат дел од улица Перетошев и дел од улица Линденска, односно тоа се главните фреквентни улици по кои што нашите деца одат на училиште и од безбедносен аспект, значи ќе имаме комплетен проект завршен и даден на употреба на граѓаните на општина Росоман. Надлежните информираат дека деновиве ќе бидат објавени и тендерите за избор на најповолни изведувачи на 3 проекти.
Од ноќеска на полнок бензините поевтинуваат за половина денар, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство остануваат непроменети. Од ноќеска на полнок бензините поевтинуваат за половина денар, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство остануваат непроменети. Според одлуката на регулаторната комисија, Евросупер БС95 ќе се продава по цена од 62 денари за литар, а Евросупер БС98 по цена од 64 денари за литар. Цената на дизелот останува иста и ќе изнесува 47 денари за литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство ќе биде 35,50 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,929 денари по килограм и од сега тој ќе се продава по цена од 19,464 денари по килограм. Новите цени се во согласност со повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период, како и понискиот курс на денарот во однос на доларот. Денеска во Кавадарци во околу 13 часот регистрирано е пукање во воздух на улицата Илинденска во Кавадарци. Имено непознато лице движејќи се на оваа улица од своето возило испукало неколку куршуми. На местото на настанот била увидна екипа од полициската станица од Кавадарци. Се превземаат мерки за расчистување на случајот. Во полициската станица од општа надлежност во Кавадарци денеска било пријавено дека непознато лице од возило кое се движело на улицата Илинденска испукало неколку куршуми. За сега не е познато за кое лице станува збор. На местото на настанот била увидна екипа од полициската станица од Кавадарци. Портпаролката на СВР Велес Анита Стојковска информираше дека инцидентот се случил напладне во 12 часот и 55 минути. Се превземаат мерки за расветлување на случајот. Денес после 12 часот на улица Академик Пенчо Давчев во населба Речани се случи сообраќајна несреќа помеѓу товарно возило и патнички автомобил, информираат од полициската станица Велес. Увидна екипа од полициска станица за безбедност на сообраќајот на патиштата изврши увид на лице место. Според првичните информации, 2 лица се здобиле со повреди. По кажаната лекарска помош истите се пренесени во градската болница, каде кај едно лице лекарите констатирале тешки телесни повреди кои не се загрозувачки за неговиот живот, но поради сериозноста е префрлена на лекување на клиниката во Скопје. Во Свети Николе е објавен оглас за закуп на мали државни земјоделски парцели. Површините се нудат наменски за изградба на откупно-дистрибутивен центар и за оранжерија на градинарски култури или за овошен саден материјал. Објавен е оглас за закуп на мали државни земјоделски парцели во Свети Николе. Површините се нудат за изградба на откупно-дистрибутивен центар и за оранжерија за градинарски култури или за овошен саден материјал. На огласот право на учество имаат правни и физички лица. Критериумите за избор се оддалеченост на местото на живење од земјоделското земјиште, понудена годишна закупнина и правниот статус на понудувачот. Во Свети Николе се нуди државно земјоделско земјиште за изградба на оранжерија за производство на градинарски култури и на овошен саден материјал. Минимална инвестиција 800.000 евра, а рокот за изградба на оранжеријата е 4 години. Рокот за поднесување на понудите е 30 дена од објавувањето на огласот. Општина Кавадарци ќе го решава проблемот со кучињата скитници. Идеално решение за овој проблем е отварање на шинтерска служба. Колешката Мартина Митков со повеќе детали. Со отворање на шинтерска служба во општина Кавадарци ќе се решава проблемот со кучињата скитници. Во однос на овој проблем за сега работи една ветеринарна станица која што со решение до 30.000 ќе направи одредени интервенции. За крајно решавање е формирање на една шинтерска служба, можеби таа ќе биде само за Кавадарци или за околните општини кои што гравитираат околу Кавадарци, а потоа дај Боже да се вклучи целиот регион, па и да направиме една поголема шинтерска служба на ниво на Република Македонија. Граѓаните се сведоци на големи чопори кучиња кои представуваат секојдневна опасност за населението. Тие велат неопходно е да се стави крај на проблемот со кучињата скитници. Нека и чистат тие кучиња што се скитници. Че улапе некој дете може да
големи последици да се... Кучињата си сметат, треба преземат мерки. Мерки треба се преземе. Треба да се преземе, не може овде на улицата. Деца се играт, кучиња лежат, измет по улиците. Баш ми се има десено пред година. Си одам по улицата, си стое кучето, си одам слободно, за ногата. И кого ќе го видам додека да пријавам. Смета само треба да средат, не така да и трудат да и тепат или не знам како. Тоа ме радуе, а не да и тепат кај порно што ги тепеа луѓе да шетат мали деца во да се плашат. Тоа ме радуе дека шинтерски таму, ако има некој потребен, си го зедеме си го в доме. Инаку деновиве општина Кавадарци спроведе акција за прибирање на кучињата скитници од улиците во градот. Во акцијата беа фатени 13 кучиња, а истите беа сместени во просторот на ветеринарната станица во Неготино. Општината ги информираше граѓаните за спроведената акција, а воедно ги повика евентуалните сопственици, чии неозначени кучиња се фатени со акцијата, дека истите можат да ги идентификуваат во ветеринарната станица Неготино секој работен ден. Во живописната Демиркаписка клисура викендов се одржа интернационалниот фестивал за спортови во природа. Десетици учесници од Македонија, Балканот и пошироко беа дел од планинарски велосипедски тури, трки и алпинизам. Општина Демиркапија викендов беше домаќин на интернационалниот фестивал за спортови во природа. Десетици учесници од Македонија, Балканот и пошироко беа дел од планинарски и велосипедски тури, трки и алпинизам. На вториот ден од фестивалот се одржаа повеќе активности, меѓу кои алпинистички надпревар во техничко качување, но и брзо искачување во кањонот на Демиркапија. Рекреативците беа дел од планинарската прошетка до село Копришница и Копришничките водопади, активности кои ги прикажуваат природните убавини и туристичките потенцијали на Демиркапија. Велосипедистите во неделата имаа прилика за планинска тура од Демиркапија до браната на река Дошница. Фестивалот се затвори со презентација на спортските искуства, пошто беа доделени и наградите за најдобрите, како и признание за учесниците. Граѓаните на Демиркапија, заедно со гостите и учесниците на фестивалот, во салата на Домот на култура Мирка Гинова, ја проследија и премиерата на руската бајка "Редот на нештата". Филмот е снимен минатата година во пределите на Демиркапија и Русија. Фестивалските денови беа проследени и со настап на повеќе музички бендови кои ги забавуваа гостите во градскиот парк. Во 2015 година за 0,4% бил зголемен бројот на филмски проекции во кината низ Македонија споредено со 2014 година. Царинската управа на Македонија денеска промовираше кампања "Не за нелегални алкохолни пијалоци" со цел да ја зголеми свесноста за потенцијалниот ризик од конзумирање нелегален алкохол. Вестите од Македонија во продолжение. Се повеќе филмски проекции се прикажуваат низ кината во Македонија. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на посетители на кината во 2015 година во однос на 2014 година бил поголем за 27,7%. Во 2015 година биле прикажани 973 филмови, информираат од Државниот завод за статистика. Од прикажаните филмови, 87 се домашни, 829 странски и 57 копродукции, а кино представи имало вкупно 14.849. Македонија располага со вкупно 14 кина и во сите нив имало вкупно 529.616 посетители, од кои 502.988 посетиле странски филмови. Скопските кина се едни од најпосетените во Македонија, по нив следуваат киното во Битола со 55.391 посетител, а најмал број посетители минатата година имале кината во Гевгелија со 128 и Штип со 171 посетител. Не за нелегални алкохолни пијалоци е новата кампања на Царинската управа на Македонија, која има за цел да ја зголеми свесноста за потенцијалниот ризик од консумирање нелегален алкохол. При 500 контроли на акцизни добра од мај лани до сега се откриени 102 прекршоци и се запленети над 4000 литри алкохолни пијалоци, 14 килограми режан тутун и 140 кутии цигари, информираат од Царинската управа. 3 случаи на нелегална продажба на алкохол се откриени при контроли
контрола на 25 малопродажни и ugostителски објекти во текот на минатата недела. Со контролата се опфатени Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Ресен и Демир Хисар. Во текот на кампањата "Не за нелегални алкохолни пијалци", царината ќе дели информативни брошури преку кои ќе информира зошто, каде и како се спроведува нелегален алкохол, кои се ризиците од консумирање, како да се препознае нелегално произведен алкохол и каде да се пријави нелегална продажба. Во зависност од наодот при контролата, доколку царината открие неправилност, изрекува мандатна казна од 750 евра за правното лице, 250 евра за физичкото лице, како и 30% за одговорното лице, а го одзема нелегалниот алкохол кој потоа се уништува. Мандатната казна за трговец поединец изнесува 500 евра. Со контролите и кампањата се опфатени и пазарите. Целосното управување со акцизите при увоз и при внатрешен промет е во надлежност на Царинската управа од 2010 година. Лани царината наплатила 20,7 милиарди денари акциза, што е за 15,4% повеќе во однос на 2014 година. Најголемиот дел од нелегалниот алкохол е од домашно производство, а мал дел од увоз. Дваесет џихадисти се убиени во напади на турските вооружени сили во Сирија. Дете загина при експлозија на бомба во турскиот град Силопи. Ова се настаните од светот. Во напади врз сили на Исламската држава во Сирија, кои ги извршија турските вооружени сили, убиени се 27 џихадисти. Нападите се извршени врз сили на Исламската држава во неколку региони во северна Сирија. Вооружените сили нападите ги извршиле од позиции покрај граничниот турски град Килис. Во исто време воени авиони на коалицијата за борба против Исламската држава, предводена од САД, бомбардирале цели на џихадистичката групација во северна Сирија. Изминатите месеци во турскиот град Килис, кој се наоѓа спроти регионот во северна Сирија, контролиран од Исламската држава, паднаа над 70 ракети, истрелани од џихадистите. При експлозија на бомба поставена од борци на Курдската работничка партија во турскиот град Силопи, загина едно дете, а уште тројца се повредени. Бомбата експлодирала додека 4 деца на возраст меѓу 8 и 13 години си играле. Повредените биле веднаш хоспитализирани, но и покрај напорите на лекарите, едно од децата на 9 годишна возраст починало. Останатите деца се наоѓаат во тешка здравствена состојба. Полицијата започнала со истрага за инцидентот, а граѓаните се предупредени да бидат внимателни поради постоење на бомби кои се поставени од курдските бунтовници во градот. Од следниот месец САД, Јапонија и Јужна Кореја ќе спроведат заеднички воени вежби за одбрана од ракетни напади. Целта е да се подготват за евентуални закани од страна на Северна Кореја, изјави представник на Јужнокорејското министерство за одбрана. Маневрите ќе започнат на 28 јуни во близина на Хавај, а нивна задача ќе биде откривање и следење на замислена севернокорејска ракета. Пресретнување на ракети нема да биде дел од воените вежби. Американската армија ќе испрати авион кој ќе ја има улогата на ракета. Тој ќе биде следен од бродови на трите земји, вооружени со противракетен систем Иџис. Денеска имавме променливо облачно време со температури од 16 до 25 степени и во текот на утрешниот ден се очекува слично време. Еве ги деталите.
Благодарам на вниманието, почитувани. Имете пријатна вечер со програмата на Кајадам.